Денеска беше поставен камен темелник за изградба на новата зграда на АД за стопанисување со стамбени деловен простор. На поставувањето на камен темелникот присуствуваше премиерот Никола Груевски и директорот на акционерското друштво Цветко Грозданов. Објектот кој ќе биде изграден ќе значи крај на несоодветните просторни услови во кои со децении работеа вработените во ова акционерско друштво за стопанисување со стамбени деловен простор. Со изградбата на овој објект старите бараки полека ќе заминат во историјата и ќе се подобрат условите за работа на 180 вработени. Изградбата ќе трае околу 2 години и е предвидено зградата да биде готова до крајот на 2017 година, истакна премиерот Груевски. Зградата ќе обезбедува дополнителни приходи бидејќи дел од просториите ќе бидат дадени под наем. Еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан идниот петок на 18 септември ќе дојде во Македонија за да слушне за напредокот и резултатите во имплементацијата на политичкиот договор од 2 јуни, вклучувајќи различни рокови за постапување, јави дописникот на МИЕ од Брисел. Како што за МИА потврдила портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчич, Хан исто така во рамки на посетата на нашата земја планира и рестартирање на пристапниот диалог на високо ниво, што исто така беше договорено со протоколот од Пржино на 15 јули. Второто рочиште за случајот Пучи денеска се одложи, бидејќи Зоран Заев повторно не иде во судот. Јавниот обвинител за случајот Пуч денеска достави предлог до судот на Заев повторно да му биде одземена патната исправа. Воедно побара да му се укини мерката за предпазливост, според која Заев требаше секој понеделник да се јавува во судот во Струмица. По предлогот на обвинителот треба да се произнесе кривичниот суд при Основен суд Скопје 1. Заев во процесот Пуч е четврто обвинет и се товари за насилство кон државни функционери. На минатото судско рочиште Заев не се појави, изјавувајќи дека не го почитува судот, кој според него е под целосна контрола на власта. Малопродажните цени на бензините од ноќеска на полнок поевтинуваат за 2 денари, а цената на дизелот и екстралесното остануваат непроменети. Новата цена на Евросупер БС 95 ќе изнесува 62 денари за литар, а на Евросупер 98 ќе биде 64 денари за литар. Работете посветено, честно и хумано. Вашата подготвеност и енергија, амбиција и желба за успех нека бидат основата на која ќе се темели напредокот во вашата кариера. Им порача министерот за одбрана Зоран Јолевски на новите 125 професионални војници во службата на АРМА во Скопската касарна Илинден. Честитајќи им, Јолевски потсети дека тие минале ригорозен процес на селекција и докажале дека се најдобри меѓу најдобрите. Изминатите 24 часа се издадени потврди за намера за барање азил на вкупно 1936 странски државјани, од кои 1525 државјани на Сирија. Од железничката платформа кај прифатниот камп во Гевгелија само во текот на вчерашниот ден со 7 специјални возови кон Табановце заминале околу 2500 имигранти. Во Австрија од Унгарија овој викенд влегле 15.000 бегалци, а само 90 од нив поднеле барање за азил, додека поголемиот број бегалци го продолжиле патот кон Германија, соопшти австриската полиција. Унгарија нема да стрела кон мигрантите кои се обидуваат да минат преку новата ограда на нејзината јужна граница. Земјата е отворена за преговори за европските квоти за прием на бегалци, откако ќе заврши поставувањето на оградата, изјави унгарскиот премиер Виктор Орбан. Во интервјуто за државната радиотелевизија Орбан повторно го изрази својот став дека мигрантите од Блискиот Исток, Азија и Африка кои минуваат низ Унгарија, всушност бегаат од сиромаштија и не се вистински бегалци, на кои им е потребен азил. Само 2 недели пред предвремените избори во Грција кои ќе се одржат на 20 септември, анкетите покажуваат дека победникот не е сигурен со оглед на тоа што неголемите партии Сириза и Нова демократија се многу блиску со проценти. Истражувањето покажа дека за Сириза би гласале 26,5% од гласачите, за Нова демократија 25,9%. Некогашната владеачката партија ПАСОК има поддршка од 5,8% од гласовите. Златна Зора пак ја поддржуваат 6,5% од гласачите.